Чувството е премногу болно, затоа што знаете дека ракот е болест која што е, велиме дека е неизлечива. У тој момент кој ми кажаа дека подхитно морам да се оперисам, знаете, јас 42 годишна сум била, значи многу млада и очекуваш дека крај више со тебе, а се уште децата не си ги изнела на прав пат и да ги створиш прави луѓе. Они докторката таа што ме прегледа на колпоскопија, она кажа дека на втора фаза карциномот кој што земал голем замав, затоа и не стопира крварењето и дека мора подхитно да се отстрани. Тогаш прв пат дознав и слушнав дека сме требале ние лично, ако докторот, матичен доктор гинеколог не ни препорача, дека ние лично сме требале да си бараме пап Николаус тест да се направи, за да бидеме сигурни. Идев редовно на гинеколог, скоро секои 6 месеци и никој никогаш не ми направил пап тест. Стално ми се врти дека веќе сум 10 години скоро од после операција и викам можда овие 10 години да не сум отишла на време, можда немаше и да ги живеам, немаше ни да им помагам на моето семејство, на моите деца. Со сите млади кои што разговарам, значи во кругот мој, на сите тоа им го препорачувам дека редовно треба да идат и редовно треба да се го пазат своето здравје, затоа што подобро е да го спречат, него и да го лекуваат понатаму. Со секундарната превенција, папа Николау тестот, кој што треба редовно да се прави секоја година, жените навреме ќе го откријат настанувањето на предраковите промени, нормално ќе се спречи настанувањето на ракови промени. Втор по честота кај жените, по смртност после ракот на дојката е карциномот на грлото на матката и нажалост, за разлика од ракот на дојката, ја опфаќа помладата популација. И најчесто не само што завршуваат со радикални операции, често пати се на зрачење или на хемотерапија и од 300 заболени 150 смртни случаи се. Значи жените ромки, а дел и од другата популација, не доаѓаат редовно на гинеколог. Нивната редовност е само за време на бременоста, а понатака редовноста се губи. И сега, за разлика од порано, кога првиот пап во годината беше бесплатен, сега е бесплатен пап тест на 3 години. Мојата препорака е, прво, примарна превенција против рак на грло на матка, да ги вакцинираат своите 12 годишни кирки, да не се плашат со квадривалентната ХПВ вакцина, а потоа, со започнување на сексуалниот активен живот, редовни папа Николау тестови секоја година, кај својот матичен гинеколог. Првиот пап тест, докторот од Чаир ми даде, еден постар доктор, на контрола кога отидов, тој ми даде првиот пап тест, кога го правев пред 7 години. После тоа ја самата си побарам. Сега секоја година пап тест си барам, затоа што мислам за моето здравје. Битно е зашто сега во оваа време многу се шири карциномот. Нарочито кај жената ромка. Имам примери во моето мало, да кажам, скоро сите жени се, 2 жени сме во целата улица, да кажам дека сме може 20, сите се оперирани. Од карциноми, од минјоми, здебелени матки. Осим ние 2 не сме оперирани во целото тоа мало наше. ЕСЕ во партнерство со организациите ЦЕДРМ и ХАМ спроведе истражување во кое што видовме дека жените ромки, за жал, само во околу 35% има добиено покана за скрининг за рано откривање на карцином на грло на матка според програмата. Во овие 3 години, од 2012 до 2014, меѓутоа позитивно е тоа што сепак, иако е процентот мал, бележи постепен тренд на пораст низ годините. Меѓутоа, оно што е поинтересно од наудите е дека од оние жени ромки кои што добиле покана за скрининг, над 70% се јавуваат кај својот матичен гинеколог и го прават пап тестот. Потребно е поголема здравствена едукација во ромските средини за жената ромка да може да ги осознае бенефитите како на пап тестот. Меѓутоа исто така жените ромки да се запознаат со своите права кои што произлегуваат од програмата за скрининг на Министерството за здравство, односно дека жените на возраст од 24 до 60 години на секои 3 години имаат право на по еден бесплатен пап тест.
за кој што не се плаќа ништо на 3 години, а доколку жената по свој избор сака да прави и почесто, еднаш годишно или на 2 години, треба да знаат дека партиципацијата за ПАП тестот е во износ од само 60 денари.